Иселениците од државата речиси секогаш избираат да патуваат со авион. Едно заради брзото и ефикасно пристигнување до нивната локација каде тие мигрираат, а друго затоа што истите летови чинат колку да се отиде до Скопје. Нивните блиски од Штип раскажуваат дека покри што од една страна тие пристигнуваат само за неколку часа, од друга страна тие се повеќе безбедни со авионите отколку со автомобилите или автобусите. И како не се безбедни? Авион ако не е безбедно, што друго? Безбедно ли од колот? И оно зависи, дека гледаш и авионите прават несреќи, да запалат се во оно, па побезбедни се, ја викам така. Кој може со авион да оде? Поисплатливо, побрзо оде, зашо да не? Со колите се малтретират. За 2 сата до Германија? За 2 сата од Германија, кога треба да оде 24 сата. Значи пак добро е. Па подобро како не е подобро. Може да ти кажам дека е побрзо, иначе безбедност гледаш дека и со колите се прави удиси што се по земјата, а него ли у воздухот. Не можеш безбедност да бидеш сигурен, они секогаш ги контролират, па после ги пуштат, ама случува се, нели гледаш какви работи се случуваат и со не работа, и нешто поевтино, и друго побрзо е се, и иначе дека со колите ќе потрошиш тамо, зависи дали до Германија или до Холандија 2 резервара, 3 ќе потрошиш гориво, тоа е пари, сега. А иначе да, вака повртна, ако му се фали повртна, многу поевтини. Извадат ги порано и фане и се по. Па безбедни си. Па му се исплати авионски дојде него со кола дојде. Ама не се знае тоа, само Бог знае. Авион се, јас знам песна. Авион ќе било крикам да ме однесе, ја ќе дам 500 евра, да ме земе мене. На прашањето дали некогаш тие ќе се вратат, граѓаните велат дека доколку се отворат работните места и се покачи минималната плата, па во пресметки еден да зима 40.000 денари, поголем дел од иселениците би се вратиле во Македонија. Странци тука да се врнат. Кој ти знае, таа е тешка работа. Тешко е и таму и Германија затварат, фабрики затварат, скапија, секаде скапија, нема нигде. А во нашто нема порно. Дома си е дома. Меѓутоа, кој како речуне, да речеме тука, а 2 плати, ако зимат по 40.000 двајца, да речеме, ќе имат опстанок некој, не е кој знае колку, ама па мислам така дека треба да биде. А сакате ли да се врнат? Што мислите ви? Па некој сакат, ама. Од роден крај нема ништо подобро. Камено си теже на местото. Кај и да одеш, пак не. Како дома нема никаде. Зависи некој што е фанал тамо капитал на времето порано. Тие не верувам да се враќат деца тамо сите тие, иначе. А вие што идеја последните години? Не знам, дали гледаш од онаму идеја се набутава по западот тамо и намалија се плати тамо, порано зима по 2.500 евра, сега по 1.800, по 2.000. И тамо слабо. Па како не, зависи сега ако се оправи нешто. Македонија, вие 3-4 години, 5 да тргне. Работа во Македонија колку сакаш. Имаме работа и во земјоделието, и во индустријата, и така што ето. Земјоделските површини може да се каже дека 60 до 70% се необработливи. Инаку безбедноста на воздушниот транспорт во 2025 година ќе се фокусира на интеграција за напредни технологии, како што се вештачка интелигенција, биометриска автентикација, системи за откривање закани, кои ќе ги забрзат процесите на проверка и ќе ја намалат човечката грешка.